Почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е главниот државен ревизор Максим Ацевски. Господине Ацевски, во последнава година дена објавивте два извештаи кои што се поврзани со здравствени институции, а тоа е со клиниката за онкологија и со Битолската болница. Поактуелен случај е оној со клиниката за онкологија. Таму нотиравте многу работи кои што подоцна излегоа на виделина и преку медиумските написи. Дали во април, кога го објавивте овој извештај, некој ве контактираше за она што беше објавено таму? Дали од обвинителството имавте некаква комуникација? Дали вие го доставивте тој извештај? И каков беше фидбекот од овој извештај? Она што е идентично за двете клиники, и двете клиники располагаат со соодветен апарат кој се вика акцелератор и кој што е наметен за лекување на одредени болести за пациентите на нашата држава и пошироко, меѓутоа за жал поради несоздадени соодветни услови, дадени се поголема маса на средства, меѓутоа до денот на извршување на ревизијата не се ставени во функција и тоа е една од жалосните состојби каде што државата издвојува одредени средства за набавка на медицинска опрема, меѓутоа поради несоздадени соодветни услови или отсутство на квалификуван персонал, не се даваат соодветни услуги кон граѓаните. И другата состојба е во однос на што значи за клиниката за онкологија, давањето на одредени терапии, која што во суштина има одредени недоследности во начинот на издавањето на самата терапија и во однос на начинот на набавка на самата терапија. Ако може да ја видите одредбите или содржината на самиот конечен ревизорски извештај или оно што значи резиме од самиот конечен ревизорски извештај, ревизорите утврдија дека во суштина имаме проблеми во самиот начин на водење на издавањето на терапијата, лицата кои што се ставаат на терапија, набавката на терапија и секако не е низината евиденција. Да подсетам дека целокупната терапија која што е набавена, според пресметите подготвувајќи се за денешното интервју, изнесуваат некаде околу 6 милиона и нешто евра, може да се забележи дека целокупната набавка на самата терапија е евидентирана на крајот на годината. Исто така, она што недостасува или она што е негативно во работењето на самата клиника, имаме голем број новрасти кои што се преземени надвор од утврдениот буџет на работењето на самата клиника. Што се однесува до клиниката, односно до болницата во Битола, имаме констатирано неправилности во делот она што значи исполнување на законскиот минимум на работни часови за редовно работно време, наспроти поголемата маса на исплата на дежурство и во исто време ангажирање на истите медицински персонал во други медицински установи, каде што споредено со она што значи извештаи за бројот на часови извршени работа во другите медицински установи и фактурираните часови, имаме разлика која што упатува на отсуство на систем на контроли за таквото евидентирање. Исто така, присутна е појавата во делот она што значи постапувањето или непреземените мерки за навремена наплата на побрувањата кои што се создадени во болницата во Битола, преземена активност од страната на самите вработени во установата, односно во болницата, за отпишување на таквите побарувања и составање нивно како сомнителни побарувања, без да се донесе соодветна одлука од надлежниот орган, односно од управниот одбор. Во исто време направени се проверки каде што извршена проверка оно што значи дадени услуги на приватно, нивото на фактурирање, нивото на уплатени средства, каде што имаме одредена разлика која што се јавува како недостаток на помалку платени средства, но тоа во суштина представува постапка на надлежните органи. За клиниката за онкологија, дали тогаш во април кога го објавивте извештајот беше заинтересирано обвинителството или откако се беше јавноста запрепастена и од она што медиумите подоцна го пишува? Мислам дека не е битно да е моментот на постапувањето од јавното обвинителство. Целта е во суштина да испадне она што значи точни информации, она што значи да се утврди фактичката состојба и доколку има одредени незаконски постапувања кои што треба да ги потврди јавното обвинителство, да се преземат целокупните потребни активности, се со цел јавноста да знае целокупната вистина и на крајот да биде пресудено во интерес на правдата и во интерес на заштита на јавните средства, односно на средствата на даночните обврзници.
Да, за ваквите случаи како онкологија и сличните ваши извештаи, дали тоа значи дека и вашите извештаи ќе бидат докази во некои постапки? Дали се бара помош во прибирање на доказите од страна на истражителите кои што се Не само за овие два извештаи, него и за другите извештаи кои што јавното обвинителство оценува дека има основ за постапување, ги бара сите докази со кои што ги прибираме во текот на ревизијата. Почитувајќи ги методолошките акти на Државниот завод за ревизија, почитувајќи ги меѓународните стандарди на ИНТОСА по кои што работиме и сите врховни ревизорски институции во јавниот сектор работат по овие стандарди, ревизорот има обврска за сите утврдени состојби да обезбеди соодветни докази. Тие докази се чуваат во електронска форма во Државниот завод за ревизија и во суштина се што располагаме како докази за одредени утврдени состојби се предаваат на јавното обвинителство кое што понатаму си ги обработува за сопствени цели. Ако се погледнат ревизорските извештаи за двата фондови, за пензиско и за здравство, и таму има интересни, да речеме, детали со кои што се засегнати граѓаните. Што е она што најмногу можат да бидат погодени граѓаните? Таму видовме дека пресметките можеби за правата кои што ги остваруваат од пензиско, инвалидско осигурување, граѓаните не можат да ги добијат во однос на извештајот за пензискиот фонд, за здравство исто така, за лекувањата во странство. Има ли некакви промени после овие ваши извештаи? Секоја институција која што представува предмет на ревизија има обврска да преземе соодветни постапки и да преземе активности за имплементација на препораките. Секако дека имаат преземено активности и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување од една страна по нашите дадени препораки. Она што е во суштина интересно, што би сакал да обрнем внимание, е она што беше состојбата со хакирањето на софтверските апликации на Фондот за здравствено осигурување. Морам да кажам, не секогаш одредени субјекти постапуваат под нашите дадени препораки. Тоа се случи и со Фондот за здравствено осигурување. Доколку ги преземеа потребните мерки кои што беа дадени повеќе, односно секоја година со вршењето на ревизија во делот на начинот на постапување, безбедноста на податоците и софтверските апликации, за начинот на постапување евиденција на платените средства за лекување во странство, немаше да дојдеме до една таква ситуација или можеби последиците и ефектот од таквото постапување ќе беше далеку помало. Ако може да забележите дека Државниот завод за ревизија имаше издадено конечен ревизорски извештај пред 10 години, можеби и повеќе, за начинот и подготвеноста на државата за постапување во услови на пандемија. Можеби тогаш пред 10 години никој не сонуваше и претпоставуваше дека ќе дојде да се соочиме со пандемија. Доколку ги преземеа потребните мерки и активности, мислам дека ефектот и последиците ќе беа малку поублажени во однос на она што не се случуваше. Пред 10 години констатиравме како Државен завод за ревизија дека имаме недоволно квалификуван вработен медицински персонал, лекари, инфектолози, имаме недоволно вработен персонал кој што е за обслужување во болниците, дека имаме недоволно материјали за услови на пандемија, дека имаме недоволни просторни услови, дека имаме недоволно услови за карантен и така натаму да не набројувам. Меѓутоа, за жал, сето тоа ни се врати како бумеранг, односно имавме поголеми последици од тоа што треба да имаме. Само да се вратам назад на овој извештај од Фондот за пензиско. Вака кога го чита некој, изгледа дека фондот ги оштетува граѓаните во однос на пресметките на пензии, во однос на другите права кои што ги имаат, кои што треба да ги остварат. Дали точно тоа го пишува во вашиот извештај? Па не би рекол дека е така. Ние укажуваме на начинот на континуитетот на трансферирање на податоците од хартиено во електронска форма. Имаме состојби кои што патуваат на долготрајниот процес на пренесување на податоците од хартиена во електронска форма и ние укажуваме дека тој процес треба да се забрза и тој процес треба да се верификува, односно да имаме 100% потврдување на податоците. Дека некој граѓанин е оштетен, мислам дека нема утврдена таква состојба и укажуваме на она што значи континуираниот недостиг на средства кои што во суштина државата го трансферира преку буџетот на државата во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и тоа досега успешно се извршува, така да мислам дека во тој дел нашите граѓани, односно пензионерите, треба да бидат безбедни. Од последниот ваш извештај за работата на ревизијата се вели дека има 22 ревизии испратени до обвинителството. Ако гледам и години наназад сте испраќале ваши ревизии,
Има ли епилог? Барем од некој од, еве, да имате судска завршница за некој од ревизорските извештаи? Видете, мислам дека има епилог, има завршници. Не е благодно да ви кажам кој и како се завршува. Точно е тоа дека според нашата евиденција 22 конечни ревизорски извештаи се доставени до јавното обвинителство. Точно е тоа дека за сите конечни ревизорски извештаи кои што ревизорот смета и има сомнеш дека има елементи за постапување на јавното обвинителство по службена должност, го доставува конечниот ревизорски извештај до јавното обвинителство, кој што понатаму го распоредува дали во редовните јавни обвинителства или пак во јавното обвинителство за организиран криминал. Но исто така би сакал да напомнам дека јавното обвинителство е еден од засегнатите страни, а Државниот завод за ревизија како одговорна врховна ревизорска институција и како чувар на јавните средства има утврдено 1113 засегнати страни, каде што во моментот на издавање на конечниот ревизорски извештај, покрај тоа што се издава конечниот ревизорски извештај, подготвува апстракт за ревизорскиот извештај и за појаснување на јавноста тој апстракт во суштина представува една страна, каде што отприлика имаме некаде околу 300 карактери, каде што ревизорот, да речеме за еден конечен ревизорски извештај 60 страни, мора да направи само една страна, да го преточи тој цел ревизорски извештај, додека за останатите ревизорски извештаи кои што сметаме дека се интересни за јавноста, кои што треба да бидат соодветно елаборирани, подготвуваме соопштение за медиумите, кое што впрочем може да забележите вчерашното објавување за болницата во Битола. Наместо апстракт подготвивме соопштение за медиумите, кое што е некаде околу 2,5 страни, каде што даваме повеќе информации за утврдените состави со цел да ги информираме граѓаните, за да ја видат каква да состава на една страна и од друга страна надлежните органи за да може да преземат мерки и активности за надминување на таквата состојба. Јавното обвинителство на крајот на криштата може да постапува и по сопствена иницијатива, бидејќи нашите конечни ревизорски извештаи се јавно објавени на веб страната и на Facebook страната, така да и доколку конечниот ревизорски извештај не е доставен до јавното обвинителство, доколку има интерес од јавното обвинителство и смета дека треба има пројавиле некогаш интерес после вашите објави од обвинителството? Имаме прекрасна соработка со јавното обвинителство, не можам да се пожалам, бидејќи велам во последните неколку години комуникацијата и соработката со јавното обвинителство не е она што било во претходниот период. За сите предмети кои што се доставени, односно конечни ревизорски извештаи, кои што се доставени до јавното обвинителство на ниво на 6 месеци, добиваме редовно информации, имаме утврдено лице за комуникација и размена на информации, имаме канали за комуникација и таа комуникација се одвија непречено. Ви недостига закон за ревизија. Што се случува со овој закон? До каде се работите околу законот? А исто така и уставни измени, како уставна категорија би требало да добро, може да го преквалификуваме не дека недостасува закон, значи ние работиме согласно закон за државна ревизија, кој што е донесен во претходните години и кој што дава одредена финансиска, оперативна и функционална независност, меѓутоа имплементирајќи и активностите од проектот финансиран од Европската Унија во износ од 1.500.000 евро со нашите твининг партнери од Република Хрватска и од Република Бугарија, констатиравме дека има потреба да се донесе нов закон, тој е утврдено и во програмата за реформа на јавни финанси, каде што а и по препорака на Европската комисија, каде што нашата држава е задолжена да подготви нов закон за државна ревизија, каде што треба да се подобри и да се загарантира финансиската, функционалната и оперативната независност на Државниот завод за ревизија од една страна, да се подобри соработката и да се уреди соработката со собранието, каде што одредени конечни ревизорски извештаи ќе бидат предмет на разгледување на соодветните комисии или на пленарна седница. Има ли обиди за влијание од некои центри на моќ? Не е битно дали има влијание, битно е колку менеджментот и вработените имаат интегритет да издржат на таквите влијанија. Тоа е суштината во која што секој личност и секој менеджер треба да се справи со својот интегритет и да одговори на таквите влијанија. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам и вам. Почитувани, го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.